Šta? За тоа како може да им се помогне на жртвите на педофилите, но и како да се превенираат и санкционираат овие напади. Разговарам со директорот на првата детска амбасада Миѓеш и господинот Драги Змијанац. Добро вечер, добро дојдовте во дневникот на Канал 5. Жртвите се деца. Тие најтешко ги поднесуваат последиците од ваквите напади. Кои се најдобрите начини да им се помогне во овие моменти? Најдобрите начини е прво да се заштити идентитетот на детето, пред се од новинарите кои известуваат, а потоа и од институциите кои го третираат проблемот. Детето мора да првите 48 часа се многу клучни да се постапи со него. Насилникот да се изолира ако е во семејството или во неговата близина, да биде во притвор, со детето да се почне третман на рехабилитација или социализација, задолжително да се води само едно интервју, да не се виктимизира, стигматизира дополнително во полициска станица па на суд, во судот никако да не се дозволи сочување на детето со сторителот. Има луѓе кои се стручни за тоа, можат преку цртежи кукли да дознаат што му се случило на детето и судијата да го земе тоа на главниот распит како сосема валиден документ, материјал, за да може да досуди одлука, односно да го обвини осумничениот. Оно што е многу важно да знаеме дека не само санкциите и казните, дека превенцијата е многу клучна. Тоа значи дека децата од мали нозе треба да се учат за правото на приватност, на избегнување на ризично однесување од возрастните, избегнување на влегување во автомобил, добивање подароци и така натаму, едноставно ако се најдат во непријатна ситуација да врискаат, да удираат по незгодни делови на телото на паѓачот и да бараат помош, да не се откажуваат, да бараат помош, можеби некој ќе им помогне. Едукацијата за самозаштита и заштита кај децата е многу клучна, затоа што родителите не можат цело време да бдеат над своите деца, иако морам да кажам дека и родителите се исто многу клучни во аспект на будност и мобилност, да знаат кај им се движат децата, со кого се у близина и така натаму. Иако е посебно травматично, морам да нагласам за децата кога сексуалната злоупотреба се случува од некој најблизок роднина, па дури и родител, тогаш детето е уште повеќе збунето, не знае што да прави, кому да му се довери, затоа што тогаш пак ја превзема вината и одговорноста на себе да не биде осуден тој најблискиот што ќе се случи со него. Многу е битно да се даде детето во прифатилиште, да работи психолог, психијатар и педагог со него, на негово охрабрување и навистина да не се молчи за силувањето, затоа што секој премолчување, дури ако се случи во семејството, на некој начин значи соучесништво, односно му се дава можност на педофил да го повтори делото. Господине Змијанац, казните за педофилија се зголемија во изминатите години, се воведоа нови мерки за санкции и превенција на вакви случаи. Сепак сведоци сме дека бројките за вакви настани растат. Што може повеќе да се направи во тој поглед? Оно што можам да бидам изненаден, многу изненаден, што на нашето силно застапување и лобирање пратениците во собранието прифатија две мерки кои ги предлагав. Едната беше минимум 15 години затвор и втората беше задолжителна хемиска кастрација уште додека педофилот е во затвор, дека нема сигурен третман без медикаментна терапија и тој треба да ја према цело време до крајот на животот. Оно што бев изненаден и бевме како организација изненадени е што се дозволи само на рецидивистите да биде задолжителна, а не и на првото кривично сторено дело, полов напад на дете до 14 години, што мислам дека е грешка затоа што дозволуваме можност да рецидивизам. Исто така морам да кажам дека и внесена е и доживотна казна затвор ако на посебно брутален начин се стори тоа кривично дело, што на некој начин ни помага во нашата борба за поголема превенција ова патологија и психичко расстройство кај педофилите кои не може да го контролираат нагонот или бидото, со строго санкционирање се стави под контрола. Она што сметам дека во наредниот период треба да се направи е да се воведат електронски задолжителни алки на раквици кои ќе ги носат педофилите и задолжително да биде хемиската кастрација уште со првото сторено кривично дело уште додека се во затвор. На тој начин мислам дека ќе ја ставиме под контрола оваа патологија. Ви благодарам многу за разговорот. Исто и вам. Ги слушнавме препораките за тоа како треба да се справуваме и ние граѓаните, но и државата со овој проблем. Повелете. Ви благодарам, Јулијана Николовска, на тема како да се надмина травмата кај децата по преживење.